Во Скопје отворен парк со донација од Израел. Во Македонското собрание пратеничка група се состана со израелската амбасадорка, каде на средбата е изразено разбирање за правото на Израел на самоодбрана од терористички закани, а во Тирана беше формирана и парламентарна група за поддршка на Израел. Ова се израелските активности во земјите од регионот во само неколку дена во текот на изминатата недела. Дали всушност на овој начин Израел на Балканот ја пере совеста од геноцидот во Газа? Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски во објава на социјалните мрежи за донацијата за детскиот парк во скопската општина Аеродром напиша дека овој проект е символ на пријателство, доверба и меѓусебно почитување. Убаво звучи, но замислете, донацијата на овој парк е од Израел, истата онаа држава која за 2 години во Газа уби повеќе од 20.000 деца, односно најмалку едно дете секој час. Да, добро слушнавте, тоа е донација од Израел, државата која според медиумските извештаи остава експлозиви во вид на кукли со цел да ги убива палестинските деца. Да, тоа е донација од Израел, државата која до 7 октомври оваа година во Газа рани 168.000 палестинци, поради што се извршени над 4.000 ампутации на екстремитети. Поради израелските напади, Газа е дом на најголемата група деца со ампутации во модерната историја на човештвото, според Обединетите нации. Додека Израел на Балканот се представува како великодушен донатор на детски игралишта, најмалку 132.000 деца на возраст под 5 години се соочуваат со ризик од смрт од акутна неохранетост, а стотици деца веќе умреле од глад. Но сето ова не беше проблем Албанија да стане 64-та држава која се приклучи на фондацијата за застапување, фондација на сојузници на Израел, каде минатиот понеделник во Тирана беше формирана парламентарна група за поддршка на Израел. На крајот, како логичен след на настаните, се поставува прашањето: дали децата кои безгрижно ќе се играат на игралиштето, чиј донатор е држава која со пресуда потврдена од меѓународен суд врши геноцид врз еден народ, утре ќе не прашаат зошто не сме го кренале гласот за да се спречи убивањето на нивните врсници во Газа?